Ивица Белев, еден од студентите што се фотографирал со оружје, се правда дека агресивната иконографија на сликите што ги направиле со другарот Оливер Димитриовски и третото момче што не е студент е само за фрканција. Белев го најдовме во студентскиот дом Кузман Јосифовски. Не сакаше официјално да даде изјава и еве го неврзаното објаснување зошто првите луѓе на Македонската студентска унија се сликале со пиштоли во рацете. Оружје ја се купил од зелено пазарче. Ако сака ќе купа за 300 денари и пластичен калашников и ќе си се слика со него. Вие не сваќате дека ова е за ебанција? Но вие не разбирате дека вие сте студенти, дека сте интелектуалци, дека сте представници на една невладина студентска. Ама некој што сакат нас да ни дишат во Европа е друга работа, така? Овие сликиве се од пред 2 години, ова слика. Зашто си со мајца на Лукус? Сега тоа ми прашиш приватно. Па ја може да мајица доблече од девојка и од полиција. Имам пријатели што ми е дале мајица и се соблекол. Знаеш дека сум студент на стоматолошки факултет. Управникот на домот Добри Акимовски, што присуствуваше на разговорот со Белев, не е вознемирен од агресивните слики. По нивното излегување во јавноста не поборал да се проверат собите на Белев и на Димитриовски што живеат во Кузман. Ја колку што имам сознание дека такво нешто немаат, не поседуваат. Домот не реагира, но професорите социолози што им предаваат на студенти како Ивица и Оливер го осудуваат прикажаното насилство. Пораката на сила е недвосмислена, без оглед дали се сликале со вистински или со лажни пиштоли, вели социологот Илија Ацевски. За мене и за самата порака на некој начин е тој факт, тој чин. Вие се представувате во една милитантна форма. Експертот за оружје Петар Шкрбина вели дека не може со сигурност да потврди дали со оружјето на сликите може да се убива или е само за заплашување. Момчињата се сликани со еден пиштол Берета М92 и 2 пиштола од марката Смит & Вестен, чија цена, ако се вистински, се движи од $700 до $2000. Забележливо е дека Ивица е фотографиран со мајца на Агенција за обезбедување со оружје што се користи во овие кругови, потврдува Шкрбина. Наша агенција за обезбедување, не знам конкретно о која се агенција ради, имају пиштолје Берета М92 или Таурус. Децидни бит не можемо да се ради о оружју кое убија или о оружју кое служи за заплашување. Момчињата од Унијата, освен по фотографиите на јавности, се познати по ксенофобичните изјави против уредниците муслимани, во чии медиуми се известуваше за насилството на плоштадот при протестите против изградба на црквата.